Видите, искрено сум задоволен од тоа како ги одработивме сите подготовки. Момците одработија одлична работа. Тренавме доста напорно, како што треба да тренира еден национален тим. Имавме одлични услови за работа, како што и сами знаете, одигравме и 3 контролни надпревари против репрезентации кои ќе бидат учесници на самото европско правенство. Сакав да одиграме повеќе надпревари, затоа што мислам дека овој состав што е сега му треба повеќе надпревари и сега и во иднина, за да може да се воигра, за да го добијат тоа искуство што им недостасува на ова ниво, на овие евенти, на европски и на светски правенства, секако и пријателски надпревари. Искрено да ви кажам, сум задоволен од тоа што го сработивме. Имавме некои мали ситни повреди што се нормални во еден таков тренажен процес, но фала му на Бога, еве утре со некои мали проблеми кои што ги имавме изминатите 3-4 дена со температура на играчи, но се надам дека во комплетен состав и со полна сила ќе настапиме на првиот надпревар против Франција. За разлика од претходните првенства, направивте мали измени во составот, нема веќе 5 пивот и направивте во стручниот штаб една измена, односно добивме единствено странско заселување по името на тренерот на Голмани. Ваш коментар за Па видите, кога се менува една генерација, секако е, знаете, можете да направите грешка. Значи, кога работите, нормално е да правите грешки или да не го, може би, така да кажам, во моментот кога правите систем, да не го одберете најдоброто. Гледав на тоа да на овој шампионат имаме играчи што имаат минутажа, што играат во нивните клубови, што се константни. Најмногу внимавав на таа работа и мислам дека јас и мојот стручен штаб го одбравме најдоброто, тоа што го имаме во моментот, и со тие играчи мислам дека што заслужија ќе настапиме на европското правенство. Ме радува фактот што во позадина имаме уште 10 до 15 играчи кои што во секој момент можат да се приклучат и да бидат на местото на нивните колеги. Меѓутоа, во овој момент им давам предност на овие играчи, но секако дека доколку играат во нивните клубови, доколку имаат добри улоги, доколку имаат добри квалитетни надпревари, допринесуваат за нивните клубови да доаѓаат до победи, секако дека би можело да дојде и до соодветни измени. На местото на тренер на Голмани направивме една измена, тоа е Нино Павелич. Со Ице Соколевски бевме задоволни, соработувавме. Ице Соколевски беше дел од репрезентацијата уште од 2017 година со Лино Червер. Со Нино Павелич добивме уште повеќе на искуство, затоа што тој тренер на голманите на Нексе веќе има направено повеќе млади голмани и мислам дека тоа, ако до сега било добро и се работело со голманите, дека е една додадена вредност за нашата репрезентација и до сега од октомври до сега што работи, суми сме задоволни од прикажаното на него. Можеме да кажеме дека Македонија ново првенство е можеби аутсайдер за поминување во втора фаза. Дали е тоа повеќе мотив за младите играчи да дадат повеќе и секако сте играле вие пред голема публика, колку дава тоа потик за да го дадеш максимумот? Видите, јас мислам, може тоа се факти и аргументи и се сложувам и ги прифаќам, но оној менталитет што го имам јас, па и ние сите го имаме и како нација, сакаме победнички, мислам, ќе веруваме до крај. Ќе веруваме до крај дека можеме да одиграме добро и да се бориме до крај. Ќе видиме што ќе се случи. Свесни сме дека сме во една многу јака група за нас во овој момент. Тука се Франција, кој што еден ваш колега ми праша како се спремавте за Франција и му одговорив дека гледав кога сум спремал доста надпревари против екипи и добри репрезентации, али ова било нетешкото до сега. И гледав да тие информации што им ги давав на нашите играци, да не ги оптеретуваат затоа што го тренете да ги набројувате добрите страни на Франција, на Германија и на Швајцарија, мисле само да дојде до хаос во нивните глави. Гледав тие информации да бидат конкретни, јасни, прецизни, дури и некои други квалитети што ги имаат како индивидуалци и овие репрезентации со нивните играчи да не ги замараме, него едноставно да бидеме како тим, да се бориме и тие се луѓе од крв и месо и тие знаат да сгрешат. Важно е да бидеме борбени, да се сплотиме, јавноста, медиите,
македонската публика, па и цела Европа утре на овој евент сака да видат, тоа ќе биде спектакл, сака да видат бормено, сака да видат квалитет и треба да целиме спрема тоа, не треба многу да посветуваме внимание на противниците, затоа што ако тргнеме да набројуваме за сите 20 играчи, тоа стварно ќе 20 играчи на Франција. Вчера имав прилика да разговарам со Никола Карабатич, мој бивш колега, и во една прилика ми рече да и Киро, кога освојувавме све со 12 играчи, сега имаме 20 подеднакви. Тоа е добро, но исто така е проблем и за нас како играчи и како тренер. Така да што по-конкретни, по-концизни информации и се надевам дека сме спремни за утрешниот надпревар. Немаме некој притисок голем, важно е да го дадеме недоброто названо. Ќе видиме нешто поразлично од претходното првенство? Па видите, поразлично, знаете како вие може да имате свој систем, меѓутоа секој тренер треба да се адаптира на систем и да прави систем со оглед на тоа какви играчи има. Па пробавме да направиме во овој момент нешто слично, тој тип на какви играчи имаме и да ги искористиме сите нивни добри страни. Имаме квалитетни играчи, имаме талентирани играчи. Пробавме да направиме, ќе видиме како тоа ќе изгледа.